Споменав и утринава, Радан Митровиќ од Скопското астрономско друштво, нам пријател голем и секако кога стана збор за слични теми, не само од Скопското астрономско друштво, а пропо можеби нели мисиите на НАСА, мислам дека не постои посодветен соговорник. Искрено го чекав овој петок баш да ја реализираме со тебе, Радан, ова епизода. За прв пат по повеќе од половина век човештвото се подготвува за патување на или кон месечината. Мисијата Артемис 2 на НАСА, чие лансирање некој беше закажано за денешниот 6 февруари, ќе однесе четворица астронаути на 10-дневно патување околу месечината, пошто ќе се вратат во земјата атмосфера со рекордна брзина од околу 40.000 км на час. Иако мисијата овој пат не вклучува слетување, таа е клучен чекор, велат, во американскиот план за воспоставување долгорочно човечко присуство надвор од ниската земјина орбита, пишува Euronews. Инаку ова Артемис 2 е втора мисија во програмата Артемис на НАСА, започната уште во 2017 со цел враќање на луѓето на месечината, а долгорочно испраќање астронаути и на Марс. Мисијата следува по успешниот пробен лет Артемис 1 без екипаж кој што ја обиколи месечината. Ќе ве потсетам, тоа беше во екот на пандемијата кон крајот на 2022. Меѓутоа, затоа и ќе говорам со Радан, НАСА го одложи веќе планираното лансирање на мисијата, првиот екипажен лет во рамки на програмата Артемис, поради проблем за време на така наречен wet dress rehearsal, генерална проба која што го симулира целиот ден на лансирање, вклучително и полнење на ракетата со криогени горива и одбројување до точка блиску до старт. Подетално ги имате генералите во продолжение со нашиот Радан. Добро утро. Добро утро на нашите гледачи. Нова епизода на Утринска антилна, да. И искрено едве чекав да говориме за оваа мисија, иако очекувано или не знам сега низ твоја призма дали беше можеби ова одложување некако си го имаше, можеби дека сигурно ќе се случи, меѓутоа на самиот почеток зошто оваа мисија се смета за, тоа читам, најдалечно патување на луѓе од земјата досега, иако не слетува на месечината? Па, вака, значи, да се оние статистички некои си интересни работи, мада тоа не значи, не знам, нова. Не знам, овој пандан на Аполо 8. Аполо 8, ние кога имавме нели таа Аполо мисија, Аполо 8 имаше баш иста задача, да отиде до месечина, да направи само еден круг и да се врати, тоа само да докаже идевме чекор по чекор, затоа што како ќе правиш нешто за прв пат, секојаш пат може да се случи некој си проблем. И они не сакаат да ги спуштат одма таму, иако имаат они комплетно имаа се за таа, особено Аполо 9 мислим беше или 10, кај што дојде дури астронаути влегува во лунарен модул, тргна на кај месечината, дојдоа до некаде и се вратија. Може да замислите кој тренинг треба да имате како астронаут, колку треба да бидете милитари мајнд, да имате милитарни тоа воспитување, војничко воспитување во глава, за да дојдеш до месечината, да имаш цела опрема да слезеш на месечина, ама нив не требаше тоа, само требаше да се одвои тој лунарен модул, да излезе до одредена, да се врати, да се поново приклучи и нив требаше тоа. Мене тоа секогаш ми било мало фасцинантно. Сега да ве пратим до Париз, вие доаѓате до знакот, до влезот до Париз, имаш се, имаш кола, имаш бензин, имаш се, ама не, мора да се вратиш назад, затоа што не сме тренирани никако ќе влезете во Париз. А цел до Париз те го поминава. Па така сме се. И сега и ова е пандан на тоа. Ние сега и фачки правиме, пошто на некој начин ова ни е ново. Направивме ние голема грешка со Аполо мисија, мислим тоа се покажа дека направена е вистинска работа во погрешно време и што е многу важно од погрешни мотиви. Сега споменуваме за последното Аполо 17? Не, за цела Аполо мисија. За цела Аполо мисија. Нормално дека тоа вистинска работа се направи, требаше да се направи, меѓутоа мотивите не беа научни или ова, туку беше, се меревме кое американците се мереа со советите, кој е по-технолошки, кој е, ајде да кажеме, по-прецизно, по-војно способен, затоа што преку космичка програма се мери колку си ти војно и технолошки способен да на некој начин се водеше вселенска битка. Така се и на крај се и викаше на ова вселенска војна на некој начин. И направија и сега кога завршија работа, кога американците условно победија со 6-0 русите, затоа што има 6 слетувања,
дојде си некој си типец во Конгрес и кажа, окей, дечки, нема потребе повеќе да праќаме мисии, иако имаше комплетно обучени мисии до Аполо 20. Имаше и комплетни ракети, Сатурн 5 направени 18-ка, 19-ка, 20-ка, тие се сега можете по тие музеи во Америка, како што ќе како експонати. Како експонати. Но ви кажав, причините не беа. И кога победија со 6-0, дури интерес во јавноста им беше помал, гледаноста на тие, иако тоа време телевизија како феномен беше самиот многу поголем него што е денеска интернет. Не беше очигледно интересен за јавност и овие реши, окей, ќе го изгасиме, пошто сепак е тоа скап спорт да се патува на месечина. И прекина со тоа, почна да се бава со некои нормално други работи во астрономија и во космонавтика. Меѓутоа сепак е ова најдалечно патување, нема след. Најдалечно затоа што, ви кажа, значи ви имате месечина ви е просечно 380.000, така? Така. И вие сега Аполо 18, ајде да кажеме сега да карикираме со бројки. Пошто вие го заобиколувате месечината, вие сте на некој сега да кажеме, ајде да кажеме 50.000 километри подалеко. Значи имате 380 385, значи 430.000 километри. Сега ќе пратиме 10.000 километри подалеку, мислим, тоа не е тоа. И по тоа е всушност таа математика. Тоа не е тоа. Па дури имаше сеќам се на не знам од кои мисии која било, кој од астронавтите бил најдалеку во тоа време од месечината, па он бил најдалек човек. Тоа не статистички може да е интересно, ама фактички не. Сега го правиме тоа исто. Исто така е проблем, затоа што сами кажавте колку е голема брзина на влегување на кои ќе се враќат назад таа сонда со луѓе и они имаат проблем со тој штит, термоштит што треба да ги чува го нели астронавтите. Веќе у првата на Артемис 1 имаше проблем, си слета мисија, ама веќе приметија дека тој штит мора многу повеќе да се работи на тоа. И се надам дека тој проблем го решиле, затоа што сепак 4 луѓе ви се надве. Јасно. Некако ми се наметнува прашањето дали Артемис 2 е повеќе техничка или символична мисија? Техничка, апсолутно техничка. Да? Они морат, тоа се вика на англиски proof of concept, да кажете концепт дека вие нешто може да направите, дека многу од тие проблеми што треба да ги апсолутно ќе се јавуваат некои нови проблеми, ама се надеваме дека тие ќе бидат минорни кои може да се решат. И они за да ќе одат нели Артемис 3 да спуштиме човек на месечина, барем ова ни една од овие мисии не е сигурна. Секој пат може да се случи некој си проблем. Тоа во Аполо го имавме на Аполо 13, кога експлодира цела една, како се вика... Документарецот беше Документарецот и игран филм беше, да, со да. Том Хенкс беше, ја го препорачувам, тоа е многу добро изработен филм. Дека 90-тите беше филмот, така? Може да е, тука негде почеток на 2000. Да, и тоа е еден од оние филмови кои се делови филмови се користени висинска бесчинска состојба. Да, еден од тие ретките филмови кои што е тоа правено и навистина е направено како што треба. Па и овдека може, значи вие имате милион сензори кои може да ви дадат нешто, некој проблем. Меѓутоа се прават, сигурен сум дека милион проби. Имаме подобра технологија, но еден проблем имаме што ние имаме дисконитет со Аполо. Значи луѓето, тоа е најголем проблем што имаме изгубено знаење. Луѓето што работеле во Аполо, вие имате направено, сигурно сум таму, имаат милион книги, упатства, прирашници, како се користи се тоа, значи го имаат. Меѓутоа, ако ти немаш, ти можеш да седнеш и да прочиташ некој упатство, ама кога ти немаш во мускул, го немаш нешто извежбано, нешто се вика ние занатски дел да го извежбаме. Можем да пример сега, ајде некој изгубен занајот што правеле којски седла, да не кажем. И дојде некој си мајстор и ќе го седнеш и ќе му направиш, знаеш какво упатство? Да може да ти се чини, ај сега Марко и Радан ќе седнат да ќе читат упатство и ќе правиме ќе правиме којски седла. Сигурен сум дека нема да го направиме така добро и квалитетно кој што тој мајстор со 3 чашки ракија или повеќе чашки ќе го направи 15 пати подобро nego ние двајца. Со овокави очи и со не знам факултетски дипломи, не знам да имам и не знам што. Така да тоа што се викаат знаење во мускули и што ги имаш пошто имаш илјади сати луѓе имаат работено на таа мисија, секој шрафче се знаело колку се затегнувало, кајшче за ова, не знам, диктун за она. Сето тоа тешко се, ако ти имаш дисконитет повеќе од 50 години за тие мисии,
Сигурен сум, они тие луѓе се починати, некои се многу више стари, се преку 90 години, тешко дека може да ги клучиш во такви, поготово сега во овие модерни времиња со компјутери, со artificial intelligence и така натаму. Значи тешко може сега. И сега ние фашки речи си како да нешто правим наново. А од друга страна па и не е многу ново, затоа што Артемис ракетата не се разликува нешто многу од Аполо. Од Сатурн 5, што ги моторите ништо не се многу изменети, се изменети, ама не нешто драстично, не е да кажеме некој нов тип со не знам колку, да рече сега 200% појака сила или не знам. Секаде стои всушност во било кои текстови конкретно или за самата мисија дека ова ќе биде најмоќната ракета досега. Да, најмоќната, тоа сум сигурен затоа што пазите ви мора да изнесете огромен терет надалечина до месечина. Значи не е исто вие да фрлите ракета која ќе однесе сателит во нашата ниска орбита околу 300-400 км, 500 км или 600 како што е Хабл, или па да однесете нешто на 400.000 км. Тоа е многу повеќе, затоа има си тие табели, а ги имам гледано, тоа се малтене логаритмска зависност на тоа колку вие треба повише гориво, колку треба да биде потешка ракета за да се однесат луѓе на месечина. Да, може ли да го објасниме, Радан, поимот апропо проблемот кој што се појавува за време на така наречениот wet dress rehearsal, односно генерална проба која што го симулира целиот ден на лансирање, вклучително и полнење на ракетата со криогенни горива и одбројување до точка блиску до старт. Wet dress rehearsal тоа преводи влажна проба. Ајде да кажеме, затоа што ја полнат ракета, буквално ги спремат и астронаутите се спремни комплетно со дела, демек ќе одиме. Ама све е подготвено као да ќе, меѓутоа кој ќе ви полните ракета, таа има тони и тони гориво внатре, тоа се оние водород и кислород, под силни притисоци лево десно и сегде сега некој сензор ќе јави овдека нешто пушта. Има некаков дефект или слично. Па мислим дека и Аполо 11 било кога пред самото тргнување доснеле, не знам, сат или два пред тргнување, затоа што приметиле дека некој вентил за водород таму нешто не работел како што треба и пуштиле екипа, горе се качени астронаути, доле слегле механичари, отвориле вентил таму тоа што треба, смениле или поправиле, не знам што било, и ги пуштиле. Затоа што ви имате, пазите, тоа е многу комплексен систем, цела ракета е страшно комплексен систем, плюс нове. Ви кажав, ние двојка е, не е 22. Артемис 2 е, не е 22. На 22 може да нема да внимаваме толку, мислим, ќе внимаваме, ама веќе ќе бидеме и многу поизверзирани за ова работа. Ова е премногу и тоа таа ведресни важна проба, значи ја полниме ракета, ја спремаме да оди и одеднапред се пали некој сензор, ова нешто не чини. И сега ќе дадат милион таму тие техничари, ќе идат, ќе гледат, ово треба, сега ќе го поправиме, па ќе имаме. Реално да ќе биде некој вика дека дури април дека ќе полета. Значи може повторно да... Апсолутно, ние сите знаевме дека тој 6 или 8 февруари што беше. Зашто ги одложуваме сега, ќе кажете зашто па не го правиме сега за недела дена или ово или она? Па затоа што месечина не е во секоја положба таа што нас не треба, затоа што ние не можеме да ги спуштиме на таму кога е ноќ. Да, не можеме да ги спуштиме таму кога е ноќ. Значи, си имаме тачно кога месечина, има тие тоа се викат прозори, кога можеме да пратиме нешто до таму. И кога нас не треба. Ќе биде, јас мислим дека ќе биде успешно, дали ќе биде март или април, нека биде сигурно, само и да не се брзаме. Става збор за 10-дневно отприлика патување. Значи они имат буквално само ќе закружат неколку пати околу земја, да влезат во тоа како се вика таа хомонова орбита и онда одеднапред пат само ќе дадат газ, да излезат. Вака сега ќе ви кажам, за да достигнете од површина на земја, да влезете во земјина орбита ви треба брзина од 8 км/с. Тоа е, мислим, 5 или може и 10 пати побрзо од најбрз куршум што постои од пушката. Значи, нека замисли кој е тоа брзина. 8 км/с вие, еве да речеме, до Куманово имате 40 км до 5 секунди става. Значи, толку, сега, за да влезете во орбита треба да имате 8 км/с. Сега, за да идете до месечина треба да забрзате уште 3 км, 11,2 треба да дојдете за да излезете од земјина орбита и да идете натаму. Сето тоа ги комплицира работите и ние сега одиме на таму и сега како некој 8 ќе направиме, ќе отидеме околу месечина, нема да правиме круг околу месечина, одма само ќе одиме, ќе
нема околу 40 на секунди ќе изгубиме сигнал со нив, но они ќе ни зајдат позади месечина и после нема да ги да мене малце ми тоа беше чудно, ние знам дека имаме еден или два орбитера што се околу месечина. Мислам дека може нешто да направат, барем да ги имаме у контакт. Ама не е ни битно, важно е за 40 секунди ќе се појават од друга страна и пак ќе се вратат и ќе дојдат нели назад. При тоа ќе се испитува системи. Многу интересно прочитав оној ден. По прв пат во Сонза ќе биде и тоалет ќе имаат. Тоалет? Тоалет. За прв пат се случува? Да, за разлика од Аполо мисија кај што немале тоалети и тука имало како новина, значи гласни приказни, не знам колку смееме дека на телевизија да ги кажуваме, ама сега ќе си имат свој тоалет, и они се исто извежбани за тоа, пошто и во Вселена, во бестежинска состојба нема горе и доле. И ние на англиски имате дури и тоа, нели, дропинг, нели се како ќе идете на ВЦ, да го испуштите, нели тоа. Таму нема испуштање затоа што кога нешто треба да испуштиш, треба да падне. Јасно. Таму немаш, за да падне треба да имаш доле. А кога немаш доле, тоалета за секаде. И имаше, беше скоро дури аудио, имат, како се вика, снимано таа комуникација меѓу тие тројца што биле во мисијата, каде што си кажуваат дека нечи фекалии, пошто тие кои ќе завршат треба да бидат во кеса, пред тоа се стават некои си химикалија за да го неутрализира тоа и целиот тоа како да кажеш како некој си гел, што не било затворено кеса и тоа се разлетало по... Тоа може да замислите тоа кога да сте у некој малце да кажеме у комбе, не е да кажеш не е автомобил некој, не толку, ви имате просто колку... Збориме за квадратни метри неколку. Не може да речете соба. Овие сега ќе имат по прв пат и тоалет. Многу малецок и многу меѓутоа значено за самата мисија. Сега кога спомена дека некогаш кога се ревидираат овие датуми или се одложуваат, велиш дека треба да биде позицијата на месечината конкретна. Еве, некаде читав, вели вака. Местото на слетување на Аполо 17 вели слетува во Таурус Литров, регион кој што бил богат со древни вулкански траги и така натаму. Сега, каде се очекува овој пат да ово дека сега позицијата? менуваме скроз. Тоа треба да се напомне да Аполо 17 е последна мисија, како се вика. 72 година, една од најзначајните, но често недоволно раскажани били мисии во историјата на човечкото истражување. Во тој период Јуџин Сернан, Роналд Еванс и Харисон Джек Шмидт. Интересен и малку познат факт најдов, ти сигурно нели го знаеш, меѓутоа за оние кои што не гледаат, Джек Шмидт бил единствениот професионален геолог што некој пат одел на месечината. Не само научник генерално. И научник, да. Овие сите биле пилоти. Пилоти, како што тоа го каже и зад камера. Тоа значи дека Аполо 17 била прва и единствена мисија каде научник и директно вршел геолошки анализи, а не само обичен астронаут. Еве, сега ќе ви кажем и зошто. Ова е за Аполо 17. Да, значи сите Аполо мисии, сите астронаути биле носени на одредени геолошки локации на Земја да препознаваат одредени карпи и тие карпи да ги донесат како примероци од месечината назад. Во Аполо 11 дури го имат откриено кај што Баз Олдрин и Нил Армстронг си кажале, они биле благоречено паника, прв пат луѓе на месечина, имаш милион работи да завршиш и овие требало сега едно од последните работи што им било, требало да земат не знам околу 100 или 200 кила камења треба да донесат од таму. За да ги донесат тие камења, дел од работите требало да се што ги донело од земја да ги остават на месечина. Меѓу кои биле и нивните чизми. Лични предмети. Да, чизмите, знаете она стапка на месечина што е со оние штрафи. Така е. Тоа останат тие чизми се останати горе затоа што нели овие заговорници дека па тие што ги гледат, погледнете ги чизмите во музеот не се исти како на тие, затоа што овие ги оставиле таму, буквално не им требале, тие биле наменети само за да газиш по месечина, што ќе ги враќаш, што мислам да ги враќам таму. А за пус треба буквално секој грам се мерел, ти треба да донесеш некои си научни резултати од таму, да донесеш карпа и кога донеле карпа, што правиле базен Јозим? Слушаме, немаме време за ова да се зезаме, дају земји тие први што им паднале до рака овие камења, ги ставиле во и ги вратиле назад. Кога се вратиле назад, овие виделе дека една иста карпа имат. Една буквално иста карпа. И овие кога донеле, како се вика, дошле да ме се, виделе што ќе правиме со овие? Ќе ги шетаме астронаутите по цела планета да славиме тоа, нели? И ќе поделиме на секоја земја по некој камче. Ќе им делиме. Така и пример бивши Југославија имате музеј во Белград, мислим дека има
камче кое е поклонето од астронаутите на нели другарот Тито и така натаму. И они поде. Сега, и другите космонаути кои биле пилоти, колку да ги обучуваш пилот е пилот, он си има своја професија, не е геолог. И он не може да препознае како стручен човек и решиле на крај, слушај, дај да пратиме еден човек, тој човек што ги обучувал, тој Шмидт, тој што бил професор да ги, на крај решиле да иди таму и изеви тие камења, конечно, и он највредните камења што и ви што донесе месечина. И тие се душе поделени, ама не повака на политичари, тие се поделени по тие научни институти. Тоа си имат, мислим дека си имат некој си и пишан договор, дека сите мисии што се праќат и што се носат материјали, дека имат обврска да ги споделат по тие некои најголемите универзитети, да ги зачуваат, а еден дел се чува конзервиран за тие методи кои ние денеска ги немаме, пример сега ноштиците за нашите деца и луци што ќе измислат нови методи, да може да ги испитуваат они, таа. И сега, она што исто би го споменал за Аполо 17, всушност последната човечка мисија на месечината, најдолг престо имале на месечината, околу 75 часа. Интересен детал, возилото, лунарното возило, со кое астронавтите нели поминале на 35 километри, се оддалече најмногу од местото на слетување од сите мисии. Возилото имало максимална брзина во тој период од околу 18 километри на час, но без атмосфера, без звук и со ниска гравитација. И нели интересно е тоа што за време на патувањето нели екипот направи позната фотографија, нели Blue Marble, на целосна слика која што става символ. Blue Marble, да, тоа е баш онака ја гледате. Мада таа што спомнувавме мало пред Аполо 8 емисија била интересна, баш ти сеќам се татко ми го има тоа раскажувано, тоа време било многу интересно, затоа што првпат направиле фотографија на изгреј земјата од месечината. Значи, вие заоѓате зад месечината, релативно близко до месечината, се на неколку илјади километри од месечината, и одваму имате, како се вика, ја не ја гледате земја, и одеднаш ви се, зад хоризонтот ви се појавува и изгрева планета Земја. И пошто месечината темно-сива површина, нака генерално, одваму ви излегува еден свет кој е преубав, плав, со облаци, колоритен, баш така. И дури имало некој сега да кажем некој неофицијален натпревар да се измисли име на такво нешто. Сеќам се биле предлози. Зато Blue Marble останала. Да. Не, Blue Marble е на англиски, затоа што вие кои ќе го гледате баш така плав бисер бил. Да, Радан, интересно е тоа што можеме да забележиме постојано се медиумска мета, нели, четирите астронаути, може нешто за нив да споменеме, станува збор за една дама и тројца. Да, еден е канаѓанец, тројца се американци, направено е малце така како да бидат колоритни, значи да имат еден, да кажеме, една жена, да биде еден црнец, да биде еден, како се вика, странец и така. Да има некаков реципроцитет, можеби? Па направено е сигурно и тоа мало да биде, што е по мене во ред. Сега, ајде вака, значи Аполо е брат на Аполон е брат на Артемида, сам малце ги свртиме, тоа се Артемис и Артемида на македонски. Сега, пошто ова е сестра, и сега идејата која ќе слетат на месечина да не биде маж, него да биде жена таа што ќе еве баш во моментот ги гледаме четворицата астронаути. Тие се сигурно врвни професионалци, извежбани се до крајни граници и сигурен сум дека се повеќе од компетентни да го направат тоа и ќе го направат со сигурност дека ќе биде се тоа, јас сум речиси 99,9999% сигурен дека ова многу мала шанса ставам дека нешто ќе се деси што мора да се одложи слетувањето и така натаму. Се надевам само дека овој пат одиме од висински причини, дека нема да направиме иста грешка, дека нема да имаме децениска пауза помеѓу други мисии. Обично колку време се подготвуваат за една ваква мисија, Радан? Па, со оглед на тоа што ви кажав, значи ние сме го изгубиле претходното знаење, ние речиси да имаме нова мисија. Не е прв пат, имаме некои знаења, не е дека немаме, али се правиме и ово наново. И сега мало при тоа заборавивме да отидовме малце на страна. Сега ќе слетаме точно на јужен пол на месечината, блиску до место кај што можеме кај што се претпоставува или рече се со сигурност се знае дека има воден мраз.
Воден мраз. Воден мраз, На да. јужниот дел од На Месечината. и на северни го има. Зошто има? Затоа што Месечина има кратери, нели, оние, како дупки. Сега има, ако сте на северен пол или на јужен пол, сонцето ви доаѓа многу од мал агол и вие имате постојана сенка. Значи тоа има делови кои што се под постојана сенка на Месечината. Значи воопште не ги допира сонцето. Таму кај што не ти допира сонцето си у минус 150. И таму кај што ако некојаш паднала некоја комета, ви имате со тони и тони мраз. А нас ни е вода пред се потребна, затоа што ако утре имаме човечка мисија таму и ако сакаме таа човечка мисија да ни трае со месеци и со години, вас ви треба вода. Зошто ви треба вода? Нели, прво им треба вода на луѓе да пијат, нели, затоа што има за секојдневни биолошки потреби. Им треба вода за да направат гориво од неа, затоа што вода е составена од водород и кислород, а тоа е во принцип ракетно гориво. Гориво, така. Така да, и за тоа ни треба вода. Така да, вода ни е круцијален состојак, да кажеме, за да можеме да ставиме подолготрајна мисија на Месечината. И тоа е цела приказна. Сега одиме таму и да спуштиме луѓе, тие ќе земат исто така, ќе имат своја мисија. Не знам сега Артемис 3 колку ќе биде, ама сигурно ќе биде со денови, нема да биде со сати. Значи луѓе ќе се. Значи тоа е прашањето за оние кои што имаат можеби прашалници. Артемис 3 ќе биде официјално со слетување. Со слетување. Тоа би било прилика, можеби календарски. Некој вика до година, мада ме преоптимистично е. Ја мислам дека 28 или 29 се многу по-реални датите. Мада пошто заради тоа што во Аполо се преверува со советите, нели, со русите. Така. Сега русите отпадна, дефинитивно више не се Сами се во играта, да речеме. Знаете, сами во војна во Украина што се случува. Да. Немаат више капацитети, они плюс и сега има еден голем инцидент во Бајконур, им целата ракетна рампа им падна и некој вика дури минимум можда година и пол до две не ќе може да праќат човечки мисии во Вселена. Така да големи се проблеми. Сега кинезиве се во игра. Кинезиве се во игра, знаете што е проблем со кинезиве? Кинезиве не се надпреваруваат. Тие си имаат програма и тие си идат чекор по чекор. Сега за сега им се иде по план. И тие планиме 2030 да слетат. Американците се сега облага паника. Не знам зошто и нема потреба, нека бидат и 2032, нека биде успешно. Мислам, тоа е секако успех за човештвото. Да. Ама знаете што е сега вака? Марко сака да трча маратон. Така. Ама јас сум надпреварувачки дух, јас сум богат човек и славен и сакам да бидем подобар од Марко, ама јас 2 километра не може да претрчам. Војнички дух, што би рекол. Да, и сега сакам да го победам Марко во маратон кој ќе се натрчува за 2 години. Јасно, така? Јасно. Ама и пошто ја имам пари, јас можем да ангажирам Кипчоге, маратонци, најдобри тренери, најдобри средства, химикали, тегови, све што треба, јас ќе платам и за година и пол ја ќе изложбам и ќе истрчам маратон пред Марко и јас ќе го победам. Не знам зошто би го, ама ти не, што најмнешно, ти не се надпреваруваш. Јас сум тој кој трча да те победам. Ти си работи своја работа. Ти си тој што ќе си го истрча маратон за 2 години и уопште не ти е гај. Кој его ќе биде поголемо? Да. Инаку колку е ризично ова патување во споредба со Аполо, чисто на низ тоа призма и дали постои некаков, дали не знам легитимно да кажам, прифатлив ризик во Вселената? Да, па тој го прават. Верувате, значи, не знам дали знаеш дека може да го најдете сигурно на интернет. Ричард Никсон, тогашен председател на Америка, кога луѓе слета на Месечина Аполо 11 кога слета, како што имаше писмо за браво дечки успеавте, имаше и писмо дечки не успеа, загина, слава нека име и толку. Има објавено писмото, е здравиш објавено, како што иначе имаше писмо за успеав, ми имаше писмо дека тие загинале таму. Значи, ова говорот на председателот. Ризик е голем, ама се сведува на најмална можна мерка. И сигурен сум дека една сијаличка ако се запали кај што не треба и ако знаат, слушај, ова ќе не може да ни експлодира, да ни загинат луѓе таму, нема да ги спуштат. Тоа е дефинитивно, ќе ги вратат назад. Тоа докажа дека се способни и со Аполо 13, кај што рече си изгубена мисија, луѓето ги вратија безбедно назад. Сите другите мисии што беа на Месечина успешно си ја завршија работа, без рече си никакви проблеми. Така да сум сигурен дека и ова ќе го направат американците. А инаку која носи онаа конечна одлука, одиме или одложуваме? Тоа мислам дека директорот на мисијата во НАСА, пошто они имаат go no go. Значи имаат момент
Аполо 11 кога беше и он има таа нели прво Error 201 па после 202. Меѓутоа сепак е тој конзилиарен став кој што нели го Да, ама они имаат буквално тоа се тренинзи, значи се појавува таа грешка и кога се Аполо, они пошто имаат тогаш многу слаби компјутери, компјутерот што им читал далечина од месечината, буквално им со податоци им го загушувал компјутерот за да добијат други информации. И луѓето биле у паника. Ние почнавме да се спуштаме, а се појавува некој си лошо читање. И овие им кажале, окей, може да идете слободно, радар само прави проблеми. Повторно, ама имале среќа што тимот било толку изложено што човекот што бил таму, окей, видел, пошто тогаш немало компјутер, овака како денеска, него буквално оние книги, 12:01 и може да идете радаре. Мора последна одлука што се вели да се даде. Да, мора да се реши. И тоа е тензија. И ти кажав тренинг, многу е битно. Замисли ти треба да дојдеш на 100 или 200 километра изнад месечина и ти се пали сијаличка, ти знаеш дека може да се ја гледаш месечината по тебе, готово слетав, или не да Боже 200 метра или ајде идеме назад затоа што не е безбедно зашто да се нема потреба ќе слетаме Аполо Артемис 4 5 ќе слетаме. Јасно. Радан, некаде кон крајот ни стануваат уште 2 минути 3. Зошто човештвото повторно се враќа на месечината? Тоа е баш прашање. А не оди директно на Марс. Не мора, па не. Нели, многумина ќе го постават прашањето, што научивме нели од Аполо мисиите, што денес не е доволно за нови летови? Не. И зашто на пример Марс не се одлучи, можеби таква некоја мисија во некоја блиска иднина? Зашто сме прво населиле Англија, не сме отишли во Америка или во Австралија? Затоа што не било поблиску, било полесно, така? Исто е, значи поблиску е, мораме да научиме некои работи. Мораме да научиме како луѓе ќе живеат на месечината со години, да речеме. Да имаме астронаути да си живеат година, 2-3. Зашто? Затоа што патот до Марс и назад е негде околу 2,5 години. Он трае 7 месеци да стигнете до Марс. Само 7 месеци. Ама кога ќе стигнете до Марс, вие сте од таква положба што мора да чекате година и пол за да дојдете у позиција за да може да се враќате назад. И онда имате уште 6-7 месеци назад. Значи 18 месеци и значи 2,5 години ви треба само да отидете и да го видите Марс и да се враќате, што се вика, ништо друго. Значи тоа е многу се тоа. Ја мислим дека пред 2050 не можеме да сумуваме да пратиме човек на Марс. Дај може да Илон Маск да ме разувери, мада и он мислим дека не е баш така, нема да биде тоа баш така лесно. И ако се праќаат луѓе на Марс, сега ако прати НАСА, НАСА ќе сака да ги врати, Илон Маск иде со теорија да ги прати таму и да останат. Така да не сум баш оптимист дека тоа брзо ќе се случи. Бога ми треба добро војнички да се странирате. Не, јас сум сигурен дека има верувам. Да, пилоти кои ќе кажат окей, пратиме таму, не можеш да речеш да. Претпоставам дека има силни карактери во тој дел. Како и да е, ќе се видиме секако. Еве, што велиш дека можеби да се одложи за април, можеби уште еднаш вака да направиме. Прво 7 или 8 март мислам дека прочитав. Да, колку што прочитав и јас прва половина на март. Како и да е, ќе бидеме будни. Ние и Телма често ги споделува овие новини во блок на вести. Меѓутоа еве да си закажеме уште едно, може пред официјалното слетување. Ќе бидеме тука што се вели на линија и ти благодарам за гостувањето. Фала ви вас. Радан Митровиќ од Скопско астрономско друштво, денес на друштво и петок во утринската на Телма, како што кажавме, за НАСА, меѓутоа овој пат за одложувањето и планирањето лансирање на Артемис 2, првиот екипажен лет во рамки на програмата на Артемис.